sap. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Heard all they said, but I'm losing my mind. Diamond hands, they told me to find. But now I'm staring at a graph on. И добро дојдовте повтор на каналот кај Pet Teacher Crypto и денеска ќе разгледаме некои новости, исто така ќе споделиме некои нови графикони да видиме што се случува на пазарот, а првично ќе започнеме со овој статус каде што верувам дека знаете кој е Майкл Бери, еден од јаките инвеститори во Америка, кој што успеа да го предвиди падот во 2007 година, па доколку го гледаме и него, едноставно предвидува повторно дека сме многу близко до врвот и дека можеби ќе имаме иста ситуација како во 1987 година. И да видиме што всушност се случувало 1987 година. Ќе оставиме графиконот на месечно ниво и ќе се навратиме на 87 година. Ова е 87 година каде што после неколку месеци сме доживеале огромен колапс на пазарот. Погледаме, дури сега ќе измериме дури 33%, односно 35%, скоро 36%, кои што се многу за S&P 500, и тоа во рок од 2 месеци, како што можеме да видиме. И токму оно што го зборуваме дека можеби би добиле еден пат кој што ќе биде многу брз, бидејќи погледнете оваа екстензија, колку всушност пазарот дури од 74-та година немал скоро ваква огромна и брза корекција. И верувам дека ќе продолжиме понатаму, но едноставно може да добиеме и ваков тип на корекција, каде што верувам дека ова било многу поисцрпувачки и погледнете само колку време било потребно да се направи ваков тип на корекција, но како што можеме да видиме, ние сме премногу во екстензија тука за да имаме ваков пат. Верувам дека воопшто немаме време за ваков пат кој што бил во 2000 година, односно можеби нешто да биде како падот во 2020 година, доколку се навратиме, истото тоа сме го имале во 2 месеци, ваков пат. Зошто верувам дека ќе имаме ваков пат, доколку продолжиме понатаму, ќе го видиме овој графикон каде што овие така наречени технички алатки, односно pitchforks, се многу валидни и го следат алгоритмот, па доколку направиме и Елиот шема, ќе можеме да видиме дека овој пети бран е многу голема екстензија, каде што може да забележиме дека ова е 1, 2, 3 како еден од најголемите бранови и потоа сме имале 4 и повторно петиот бран. И каде завршува корекцијата од петиот бран, би требало да заврши во почетокот или пак на крајот, но искрено не верувам дека ќе паднеме дури до $850 тука. Многу по валидно би излегло паѓањето на почетокот на овој трет бран, односно во оваа фаза некаде да завршиме, можеби и пред тоа, но ова би било некоја фаза каде што би завршила оваа цена според теоријата на Елиот. И доколку погледаме и зумираме малку подобро, ќе видиме дека всушност имаме многу мало доближување до оваа црвена линија, каде што би добиле веројатно корекција со ова предвидување и да видиме каква ќе биде таа корекција, бидејќи имаме огромна екстензија, како што кажа веќе тука, и доколку го одзумираме малку графиконот тука, ќе видиме
одлична ABC корекција која што се случува после третиот бран тука. Зборуваме токму за ова ABC, едноставно можете да ја проверите корекцијата и ова е она што го обожаваат големите играчи со преминување, мало преминување, лажно движење и потоа повторно движење во надолна насока и пробивање на овие дна тука. А доколку продолжиме понатаму, Федералната резерва од ден за ден имаме нови предвидувања дека ќе ги покачуваат или пак нема да ги покачуваат каматните стапки. Истото тоа е една огромна манипулација, но доколку ги следиме графиконите и ги следиме циклусите, не можеме да бидеме измамени. Следниот графикон е токму она што ни покажува дека оние кои што купиле на врвот веќе почнале да продаваат, бидејќи никој не може да трпи загуба, а особено оние кои што веруваат дека цената ќе продолжи уште надолу, и ова е еден знак на капитулација која што верувам дека ќе потрае уште некое време. Како што многу пати сме го виделе тоа тука, сме го виделе и во претходните години. Погледнете, ова всушност е фазата на акумулација и поминовме доста време тука. Верувам ни дека ни остана уште малку, барем до крајот на годината, да ги направиме тие корекции и уште толку да се уништи сентиментот. Доколку продолжиме на другиот графикон, исто така имаме малку поинаков графикон кој што ни покажува 144 денови на една свеќа, и доколку поставиме една права линија тука, ќе видиме каде ни ја го дава тоа движење. Тоа би било крајот на 2026 година, односно почетокот на 2027 година, и дали всушност таа свеќа ќе треба да ни каже каде всушност би завршил пазарот. Доколку ги следиме овие свеќи и доколку поставиме една тренд линија тука, ќе видиме дека ова исклучително ги следи овие тренд линии. Доколку истото го направиме, погледнете, секој прекршување на оваа тренд линија ни носи нов нагоре тренд. Истото тоа сме го виделе тука. Погледнете, иако сме имале повторен пат тука, погледнете, немаме никакво пробивање на дно од тоа што е формирано. Барем тука и во овие свеќи која што било многу битно во тоа време, истото го имаме неколку пати. Верувам дека повторно ќе успееме да го направиме тоа дно. И сега на мала шега, како всушност Трамп и Иран го прават мировниот договор од ден за ден. Погледнете што всушност чувствува и што мисли јавноста. Токму е ова. Едноставно се поигруваат со трпението на инвеститорите и трпението на обичниот народ. И доколку продолжиме понатаму, верувам дека се сеќавате на ова легендарна изјава каде што постојаме нови рекорди и всушност Америка продолжува да победува, а тоа би го прикажале тука. Едноставно Congress, the state of our union is strong. Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. People are asking me, please, 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 Mr. President, we're winning too much. We can't take it anymore. We're not used to winning in our country. Until you came along, we're just always losing, but now we're winning too much. And I say, no, 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 you're going to win again. You're going to win big. You're going to win. Верувам дека се сеќавате на овие изјави легендарни за Трамп. А ние ќе продолжиме со графиконите да видиме што всушност правеше Биткоин денеска. Биткоин денеска имаше повторно раст, како што кажав, на краток период може да видиме некое придвижување нагоре, како што моментално го гледаме, но сето тоа би можело да
заврши повторно во формирање на тоа Day-Cycle Low. Нешто интересно за златото моментално, доколку погледнеме, погледнете, златото моментално е во својот Half-Cycle Low и едноставно продолжува да расте. Денеска имаме негово пробивање од дури, да видиме колку само, дневна свеќа, скоро 5%, што е многу големо за златото, но верувам дека го формираме полека овој Day-Cycle, односно моментално сме во дневниот циклус каде што се формира Half-Cycle и подоцна би можеле да видиме повторно некоја мала корекција за да се формира тоа, но тука може би да биде испод овие, не знаеме, секако ќе видиме, но моментално се придвижуваме до оваа тренд линија тука, која што верувам дека ќе има мало одбивање за да се формира повторно Day-Cycle, така да во следните неколку сесии ќе видиме што всушност ќе се случи со златото. Доколку погледнеме среброто, исто така денеска среброто малку појасен чарт, гледаме исто така раст кој што верувам дека кога ќе дојде до оваа тренд линија би требало да ни покаже дали ќе биде всушност овој тренд задржан или пак само ќе се одбиеме и ќе се вратиме до почетните нивоа. Тука, доколку сега погледнеме MicroStrategy, моментално имавме движење класично за формирање на овој пети бранд. Погледнете само колку добро се формираше овој бранд тука. Едноставно, ова е четвртиот бранд каде што цената се враќа тука. Дали цената се вратила моментално тука и погледнете. Движењето моментално е тоест го пробило и движењето од 1,618, која што е многу битна зона за Фибоначи и сме пристигнале на следната битна зона каде што верувам дека и цената ќе заврши тука, но немаме никаква движење. Односно, моментално немам никаква потврда дека всушност движењето завршува тука, а тоа ќе биде зоната на 2,272 и ќе оставиме на времето да видиме што всушност ќе успее да направи овој MicroStrategy. Вие секако доколку бевте присутни во Patreon групата, едноставно ќе го видевте и оној трейд кој што го постираваме пред 4 дена. Едноставно, тоа беше трейдот за US 100, кој што моментално изгледа вака. После подолго време објавив една трговија, бидејќи едноставно немаше преиспозиции да се влезе на пазарот со било какво тргување на поголем временски период. Моментално ситуацијата изгледа вака. Да секако, доколку не сте член и сака да се приклучите се во Patreon, исто така ќе го поддржите мојот канал за поголемо развивање него и повеќе информации кои што би можеле да ги добивате во Patreon заедницата, а секако и на YouTube каналот. Сега ова зависи од вас дали ќе останете во трговијата уште или пак ќе излезете од неа. Се зависи од вашиот риск менеджмент, што всушност е вашата цел. И од прилика тоа е тоа за денеска, а ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао. Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.